Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Согласно член 77 став 2 од Деловникот на Собранието, барам изменување и дополнување на предложениот дневен ред. Точката 28 од денешниот дневен ред да биде ставена прва, заради важноста на извештајот и слабостите кои се нотирани во него во низа институции. Во воведниот дел пишува: Државниот завод за ревизија во остварување на своите стратешки цели се стреми да соработува со граѓаните и медиумите со цел зголемувањето на транспарентноста, отчетноста и одговорноста во користењето на средствата на даночните обврзници. За таа цел континуирано превземаме активности за зголемување на бројот на засегнати страни и со задоволство може да истакнам дека тој број во месец декември 2021 година изнесуваше 380, што споредено со крајот на 2020 година представува зголемување од 100%. Во ревизорските извештаи, покрај состојбите, кај субјектите се укажува на системските слабости и недореченостите во регулативата во одредени области. Со укажувањето од потребата на нивно надминување придонесува во зајакнувањето на правниот систем и создава поволен амбиент за натамошен развој на правните субјекти. Заради недоречености во законите се бараат измени на некои од законите. Пример, Законот за јавен долг, Законот за буџетите, Законот за судскиот буџет, Законот за сметководство, Законот за финансирање на политичките партии, Изборен законник, Закон за внатрешни работи, Закон за аудио и аудиовизуелни медиуми, Закон за комунални такси, Закон за даноци на имот, Закон за пожарникарство, Закон за минерални суровини, Закон за градот Скопје. Во делот на здравството, по извршена финансиска ревизија и ревизија на усогласеност со Фондот за здравствено осигурување се утврдени бројни слабости и неправилности во однос на јавните набавки, начинот на плаќање на извршените услуги, исплата на надоместоци, породилно отсуство и така натаму. И покрај постоењето законска обврска на Министерството за здравство за воспоставување на националниот систем за материјално, финансиско и сметководствено работење и централниот систем за регистрација на работното време за потребите на јавната здравствена установа, истите не се во функција. Потребно е превземање на активности за преиспитување на овие законски решенија